Гостиварското подрачно одделение на Центарот за јавно здравје Тетово е затворено, откако медицински техничар од оваа здравствена институција добил позитивен резултат на коронавирус. На 20 колегина заболениот им се земени брисеви и се пратени на домашна изолација. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека во рамки на можностите ги обавуваат задачите на гостиварските колеги. Во меѓувреме се чекаат инструкции од Институтот за јавно здравје. Земени се брисеви. Значи чекаме резултат, ги чекаме насоките од Институтот за јавно здравје да дојдат и да извршат проценка на ризик на контактите на нашите колеги кои биле контакти, за понатамошниот тек, согласно протоколите на институтот, за понатамошниот тек ќе бидете известени. Меѓутоа, моментално на сите колеги што биле во контакт во подрачното одделение во Гостивар, земени им се брисеви. Ги чекаме резултатите. Значи сега е затворено таму службата? Да. Доколку има нешто се препраќаат овде некои случаеви, вие се вршите работа? Да, Центарот за јавно здравје Тетово се труди нешто да покрие и таму. Така, доколку има потреба, имаме моментално неколку вработени лица кои што се, значи не се уште под здравствен надзор, а инаку, значи ќе ги врши активностите по Центарот за јавно здравје Тетово со своите вработени. Во последните 24 часа во Тетово се регистрирани 2 нови лица заболени од COVID-19. Исто толку нови пациенти со коронавирус има заболено и во Гостивар. Од Центарот за јавно здравје Тетово информираа дека Тетово е веќе град со локална трансмисија и станува несигурен град, затоа што граѓаните не ги почитуваат мерките за самоизолација. Вкупно до сега Центарот за јавно здравје зеде 138 брисеви од сомнителни и од нивни контакти. 96 лица се под здравствен надзор во Центар за јавно здравје со решение за ДСЗИ. Од овие 17 што ни се со потврден резултат, 11 лица ни се на домашно лекување. 5 лица ни се хоспитализирани на инфективна клиника, едно лице за жал почина. На ниво на општини, општина Тетово има 9 лица со потврден резултат, општина Теарце 4, општина Брвеница 1, општина Боговиње 2 и општина Желино 1. Ова се податоци официјални до кои што сега располага до денес до овој момент Центарот за јавно здравје Тетово. Значи градот Тетово веќе има локална трансмисија на заболувањето и може да се каже проценка дека градот Тетово е епидемиолошки несигурен град, бидејќи населението не ги почитува мерките за самоизолација и за социјална дистанца. Апел до целокупното население на градот Тетово да ги почитува мерките пропишани од влада и од Министерство за здравство. Со новите 4 пациенти заболени од коронавирус, 2 во Гостивар и 2 во Тетово, вкупната бројка на заразени од COVID-19 во целиот Полошки регион изнесува 21, од кои 17 во Тетово и 4 во Гостивар. На ниво на цела држава пак, позитивни на коронавирус е 483 лица. Повеста дека еден од заболените со COVID-19 е и полициски службеник од СВР Тетово, портпаролот на оваа институција Маријан Јосифовски, изјави дека објектите на секторот се целосно дезинфецирани. Со него разговаравме за мерките кои што ги презема полицијата поврзани со полицискиот час, но и контролата на угостителските објекти и на луѓето кои што се во самоизолација. Секторот за внатрешни работи Тетово ги презеде сите неопходно потребни санитарни и технички мерки. Во неколку наврати беше извршена комплетна дезинфекција на сите простории во објектите, а се применуваат практично без исклучок и сите препораки и совети од надлежните здравствени власти. Ова се дел од мерките кои што вие ги преземате како СВР Тетово, меѓутоа како и сите институции вие се борите против заразата COVID-19. Може ли да не кажете какви мерки и колку граѓаните се свесни, колку го почитуваат полицискиот час, меѓутоа и како се контролираат луѓето кои што се во само изолација во Тетово и Тетовско, ако знаеме дека Тетово е печалбарски град и многу луѓе се дојдени од странство тука? Токму така, секторот за внатрешни работи Тетово од стапувањето во сила на владината одлука, односно одлуки за ограничено движење на граѓаните, секојдневно постапува според однапред планирани активности, операционализирани по време, место, носители и цели, и тоа на два начина – пунктовски и со мотопатроли. При тоа во овој период откривавме по 10
граѓани просечно дневно, кои не ги почитувале одлуките за ограничено движење, односно ги кршеле овие одлуки на различни места и на различни начини. Сите тие лишени се од слобода и задржани во полициските станици Тетово и Гостивар, а по целосното расчистување и документирање на случаите, изготвени им се соодветни поднесоци, најмногу по членот 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Покрај ова, во содејство, односно координација со Државниот пазарен инспекторат, секторот за внатрешни работи Тетово исто така секојдневно во континуитет врши контроли и на угостителските објекти на поширокото тетовско гостиварско подрачје, пред се на кафеани, кафулиња, кафитерии и други, со цел да утврди дали се отворени и работат. Доколку се утврди дека некој од објектите е отворен и работи спротивно на законските прописи, времено се затвора, а на неговите собственици, односно собственик, му се изготвува со адекватен поднесок. Накратко само за контролата во однос на самоизолација, што мерки се преземат, каква е контролата? Во рамките на планираните активности за справување со корона епидемијата, секторот за внатрешни работи Тетово исто така 2 пати дневно врши контрола и на лицата со подпишани изјави за самоизолација, како и на оние со решенија изготвени од Државниот санитарен инспекторат, а со своји полициски службеници ги обезбедува и 2 државни карантини на Попова, Шапка и Маврово, во кои моментно се сместени над 400 лица. Повиците во такси компаниите веќе се реткост. Диспеџерите велат дека во текот на денот добиваат по 30 на повици. Поради состојбата со коронавирусот, работата им е намалена до 90%. Јас сум Радмила Милошевска, значи вработена во Зоки Комерс како диспечер 6,5 години. Значи прво морам да кажам дека поради влошената ситуација моментално што се случува во нашата република и насекаде во светот, работата ни е намалена за 95%. Повиците порано, значи пред да почне оваа криза, на секоја секунда звоне, а сега се случува и по 45 минути телефонот да не задзвони. Од Асоциацијата на автолегални такси превозници велат дека без ургентна помош од државата, такси компаниите каде се вработени над 8.000 луѓе тешко може да обстанат. И ние сме едни од најпогодените гранки од COVID-19. Само бараме тоа што им е дадено и на другите сектори, вели подпредседателот на Асоциацијата Зоран Томовски. Сега, пошто дојде ситуацијата таква, имавме и барање до владата. Ние не сме стајани 49-22 шифрата на такси превозниците, не сме стајани за да априлската и мајската плата не исплата за вработените, ја не знам што ќе се случи. Замрзнување на ратите за кредитите кои се земени од Комерцијална банка, минимум 6 месеца, да ни овозможи и ние не сме у кошов стајани за кредити кои сака владата да даде без камата, не сме и у тој кош стајани, барамо и тоа и тамо да влеземо, така да ние барамо и доприносите на вработените да не ги плата, затоа што не сме моćни, не функционирамо, не работамо. Да може малку да поработамо, може да би дошле барем, ако не поќе доприносите да платимо, меѓутоа барањето и доприносите. Меѓутоа ќе бидеме задоволни, како асоциација на такси компании на Македонија, ќе бидеме задоволни барем личните доходи на вработените да не ги дадат за април и мај. Голем проблем со кој одамна се соочуваат се и дивите автопревозници, за кои надлежните, како што велат од асоциацијата, не преземаат соодветни мерки. На сметка на нелојалната конкуренција, голем број такси компании кои плаќаат данок имаат лиценци, едва ја обстануваат, а некои изгаснуваат. Кои поимаа по 7, 8, 9, 10 возила, ни еден пријавен, фискална, никаква лиценца. У градот Тетово има 42 лиценце, ние сме 4 компании кои имамо по 7, 18, 19 лиценца. Тоа е легалното работење у Тетово. Другото е све диво.
Меѓутоа, ако излезете низ град, дивите, све где се паркирани, функционира, земаа путници. Ја би дал еден апел до граѓаните. Нека не се качува у било кое такси. Ние секој ден пред возилото да испадне на терен, правиме строга дезинфекција. Строго, тоа може да го видат граѓаните, секој ден. Возачите строго маска на рукавице. Без таква опрема, возилата на Зоки Комерц у град не може да излеза. Од Асоциацијата на автолегални такси превозници велат дека барањата за помош до владата се испратени. Ако не добијат позитивен одговор, ќе мора да ги затворат компаниите, се додека трае кризата предизвикана од коронавирусот. Неколку сопственици на бутици во Тетово се ослободени од закупнина на објектите од страна на лицата кои ги поседуваат. Во време на пандемија од коронавирус тие не работат, а потрошиле и парични средства за набавка на пролетна гардероба. Така што ваквиот хуман гест е од големо олеснување за нив. И самите гледате дека бутиците во Тетово не работаат овој период. Скоро сите, да не речеме сите, со исклучок на некои во центарот, се затворени. Нормално овој период е почеток, да кажам, на сезона пролет-лето и сите бутици на некој начин се снабдија со асортиман и сето тоа повлекува трошок нормално царински давачки. Верувам дека дел од бутиците овој период тешко дека ќе опстојат и можеби еден дел од нив ќе се затворат. И ваквиот пример треба да го следат и останатите сопственици. Професорот по економија од Универзитетот на Југоисточна Европа Гадав Реџепи вели дека во следниот квартал во земјава ќе има намалување на економската ефикасност и продуктивност, така што мал број сектори ќе имаат придобивки. Мора да правиме разликата меѓу микрофирми, не мали фирми, микрофирми и самостојни, тоа што викаме самостојни вработни и фирми или викаме единствен собственик фирма, во тие се најпогодени до ова. И тие се, како кажам, најбрзо очекуваат да имат некаква финансиска помош. Затоа што внимавајте, некој што продава цвеќе на пазар, тој претежно работи ден за ден. И ако не може да помагате после 20 дена, ќе биде навистина во тешка финансиска состојба. Што не е случај што поголеми корпорации, поголеми компании, секако дека во некои зависни сектори кои се наоѓаат и тие имаат финансиски тешкоти, но не може да се спореди со тоа. Мојата стратегија би било, јас кога би бил во таква позиција да одлучувам, јас секако би отишол кон да се помогне во субвенција кај овие микро и самостојни работни луѓе, а да се даде помош кај, кажеме, поголи, средни и големи фирми. Што сакам да кажам, која е разликата? Помош е во субвенција, значи да ми се даде парични надоместок, што не би се очекувал некоја да ги вратат, што е невозможно да ги вратат, додека кај средните и големите фирми да се оди кон со давање на поволни кредити. Според Реџепи, во следниот период најпогоден сектор ќе биде градежништвото, а секако и туризмот, каде има и надворешни влијанија. Голем дел од македонските јагниња оваа сезона пред велигденските празници нема да се продадат, а мал дел од нив се откупуваат по многу ниска цена. Од Сојузот на овчари вела дека досега се продадени околу 40.000 грла јагниња за разлика од лани истиот период, кога беа продадени над 120.000 грла. Голем проблем е и цената која достигнува едва и 120 денари по килограм жива мера. Коронавирусот уништи многу гранки, така и нашата, која без интервентна помош од државата може да замре, велат од Сојузот. Ги зимат по 110-120, а цена на чинење е 180. Треба да го санира загубата, бидејќи он, например, што чувал стока, он колку уложил, како што реков, цена на чинење. Барем на јагне, мало да дојде 0-0. Ние не бараме кој знае што.
Сточарот Зијадин Зендулај од Чарпланинското село Селце моментално има 500 овци. Вели дека без државните субвенции сточарската гранка не би можела да обстане, но истите треба да се пуштаат на време, односно во септември, за да може да се преживи зимата и со тие пари да се нахрани стоката. Субвенции треба у септември да се пушта, не у пролет. Па да купиш рана тоа што треба за стоката. Од Сојузот на овчари сметаат дека треба да се укини забраната за извоз на жива стока, која е воведена уште во поранешна Југославија, поради појава на болеста шапи лигавка. Сега таква болест одамна нема, а забраната се уште стои на штета на сточарите, вели Амити. Зашто има 15% од населението што се занимаваат со сточарство. И тие ганцата што ги раниле треба да се платат. Сега нема ни извоз, нема никој да ги зима. Во Македонија, според Сојузот на овчари, има околу 400.000 овци, за разлика од пред 2 децении, кога нивната бројка достигнуваше и до 2 милиони.